почитувани припадници на единицата специјални задачи, почитуван заменик министер, почитуван државен секретар, почитуван директор на Бюрото за јавна безбедност, почитувани градоначалници, почитувани представници на армијата на Република Северна Македонија, почитувани колеги, почитувани представници на медиумите. Многу пати досега практично и на дело е потврдено неспорното значење и улогата која што ја има единицата за специјални задачи од востанувањето до денес. Впрочем, незината, еве речиси 4 децениска историја е исклучително важно сведоштво како во поглед на незиниот развој од 1981 година наваму, но уште повеќе и за незиното незаменливо место во полицискиот, организационен и безбедносен систем на Министерството за внатрешни работи. Во сите активности, планови, проекции на Министерството, како во минатото, така и денес, функционалноста, ефикасноста, стручноста на единицата за специјални задачи секогаш била и е во самиот врв на приоритетите во секојдневното наше работење. Оттаму со право може да се констатира дека единицата за специјални задачи на Министерството за внатрешни работи ниту во технолошко-техничкиот материјален дел, ниту во професионално-стручниот и кадрски дел денес по ништо не заостанува од сродните полициско-организацијски единици од земјите, од регионот и од Европа. Се разбира, ова не значи дека треба да се застане во инвестирањето во нови знаења и искуства или во нови технички и технолошки подобрувања. Напротив, јас го тврдам спротивното. Таа висока позиционираност и квалитет се силно обврзувачки и мотивирачки да продолжиме уште поинтензивно во процесите на севкупна професионална организација, унапредување, надградба на овој суштински столб на полициското работење. Како актуелно раководство на Министерството за внатрешни работи, наша примарна обврска е постојано да бидеме насочени кон воспоставување на услови и стандарди кои ќе значат динамично приспособување на единицата кон сите зададени безбедносни предизвици и задачи. При тоа, истовремено, подеднакво третирајќи ги и важноста на индивидуалната и колективната обука и професионалната едукација, но и на опремувањето на единицата за специјални задачи. Само така може да се обезбеди незино подеднакво развивање, функционалност и компатибилност во рамките на севкупниот политички систем на Македонија. Почитувани присутни драги пријатели, да се биде припадник на оваа единица, колку што е голема честа, толку, може би поголема е обврската. Обврска која бара исполнување многу високи индивидуални човечки перформанси и професионални стандарди. И чест, а тоа мора отворено да се каже, да се заслужи членството во најелитната политичка формација. Ова пак значи дека пред вас, почитувани колеги, припадници на единицата за специјални задачи, стојат и големи очекувања. Јас немам дилема дека како досега, така и во иднина ќе ја докажувате својата стручна и лична посветеност кон професијата која сте ја избрали, но и примерно кон заштитата и безбедноста на законите и на граѓаните на нашата земја, што таа професија ви ги одредува како базични работни задачи. Во текот на годините на постоењето на единицата, наши колеги ги дадоа своите животи, извршувајќи ги своите професионални задачи. Тоа е огромен
залог кој што никогаш не може и не треба да биде заборавен. Залог кој што не обврзува и нас, и вас како сегашни припадници и како актуелно раководство да го чуваме и негуваме споменот на нашите јунаци. Ова единица е синоним за професионалност, за максимална подготвеност и храброст, подготвена да се спротивстави на какови да е зададен предизвик. Ова е единица на луѓе со висок морален, етички кредибилитет и интегритет. Тоа многу пати досега е докажано и јас сум цврсто убеден дека тоа ќе се докажува и во иднина во одбраната на стабилноста, безбедноста и уставниот поредок на Република Северна Македонија. Ви го честитам денот на единицата, ви посакувам успех на личен и на професионален план. Да живее единицата за специјални задачи на Министерството за внатрешни работи. Благодарам на вниманието.